сега, значи ова е проект кој што се организира 8 година поред. Започна да се организира кога се уште веќе во Македонија беше намената на визниот режим за патување на студенти во Европа. Меѓутоа свативме дека постои се уште простор за негова имплементација, иако визи не ни се потребни повеќе, затоа што младата популација во Македонија се уште за жал нема можност да патува и онака да ја пропатува Европа како што сака. Пред се за жал поради финансиски причини, па така со помош на Роберт Боштик од фондацијата од Германија и помогнати од Балкан Транспорт Демокраси од Белград, граѓанската асоциација Москва, кој што каже веќе 8 година поред го имплементира овој проект. До сега повеќе од 200 студенти од Македонија имале можност да патуваат и да ја промовираат Македонија во Европа, меѓутоа една и од целите на проектот е не само да ја промовираат Македонија, туку и да научат нешто за она што се вредностите, европските вредности кои што се негуваат тамо, демократските вредности и се она останато што означува една Европа и сето тоа да го донесат овде и да го промовираат во Македонија. Еден од критериумите кои треба да се исполнат за да аплицираш во овој проект е да се биде во завршна година на студии или пак абсолвент. Исто така треба да имаат и одреден број, односно одреден просек кој што треба да го исполнат, треба да имаат просек над 8. Се патуваат според тоа и кој како патува, значи предност имаат оние студенти кои што немале можност да патуваат надвор од Македонија и сега го соцветуваат нивните комуникацијски способности, јазиците, бродни јазици кои што ги познаваат и слично. Морам да напоменам дека и интересот кај организациите, односно компаниите во Македонија не е толку голем сега да го поддржат овој проект. Имаме среќа кој што имаме поддршка од Тутунска банка, од Аурора, Турс од агенцијата кои што последните неколку години не овозможуваат некаква поддршка. Меѓутоа за да може да овозможиме на поголем број на студенти да патуваат, сепак не требаат поголеми финансиски средства. Дали имате некаква идеја за нареднава година, дали ќе? Па сакаме ние да го развиеме, како што кажав, и да го направиме што е можно поголем, да овозможиме да не е само еден вид на патување, него да биде и посета по одреден број на институции и градови кои што ќе може да ги посетат студентите. Како што кажав, сакаме да направиме и регионален караван на цела оваа изложба и на есеите и слично, за да се види да се споредат искуствата од останатите земји од регионот и тие овдака, така да ќе се трудиме што е можно и сега и во наредните години колку што е можно повеќе да го доразвиеме. Препорачувам на сите оние кои што ги исполнуваат нашите критериуми да се пријават, секој началник има еднаква можност. Се надевам дека во наредните години повеќе студенти ќе имаат и поголеми можности, не само преку нашиот проекти, преку други проекти или само во да истрачат, затоа што во Европа навистина има што да се види и навистина има што да се научи тамо, за да може подоцна да го имплементираме.